Во серијата интервјуа за парламентарните избори, наш денешен гостин е лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села. Господине Села, добар ден и добро ни дојдовте. Благодарам за поканата. Се разидовте со господинот Таравари, чекате судот што ќе одлучи. Вие одлучивте да коалицирате со ДУИ, приклучувајќи се кон Европскиот фронт. Неодамна Европскиот фронт направи симулација на конститутивна седница на Собранието, на која што вие бевте избран за председател на Законодавниот дом. Како се чувствувавте во тој момент? Одговорно. Како што треба да се чувствува во секој момент кога си преземаш одговорности. Не се разликува и од одговорноста да се биде пратеник и да земаш глас од народот. Не се разликува од било која друга одговорност. Кога имаш предвид дека изборите не се лесна работа. Него тоа е предизвик и треба да бидеш свесен дека си дел од тие граѓани на држава кои добиват поддршка и си дел од тие граѓани кои имаш обврска и одговорност пред сите граѓани на Република Северна Македонија. Зошто беше одржана таа конститутивна седница? Која беше целта? Симулација на конститутивната седница. Ние бевме, тоа беше првиот ден на парламентарната кампања, 18 април, и тоа беше одлучено од Централниот штаб на коалицијата Фронтот за Европа, за да така ја почнеме ние таа кампања и дел од тие и бевме во меѓувреме во сред кампања за председателски избори со господинот Бујар Османи. Ништо посебно. Не знам зашто треба толку да се дава, мора да има нешто друго, освен тоа што се даде, објава на кампањата, како тоа би изгледало нашите политички цели кои сакаме да ги реализираме, како би изгледало, меѓу неважните работи што се случија во таа симулација на конститутивна седница, беше уставните измени и деблокирање на патот на Македонија кон Европската Унија. И тоа е главната цел на нашата коалиција за овие избори. Главниот столб од нашата програма. Коалицирањето со ДУИ следуваше по несогласувањата со господинот Таравари. Дали доколку печатите беа во ваши раце пред одлуката на судот во Тетово, ќе отидевте самостојно на избори? Бидејќи колку што знам, вие и се залагавте за да одите самостојно на избори. Да, точно е тоа. Знаете што, погрешен збор употребивте кога рековте дека несогласностите со Арбен Таравари. Арбен Таравари избегал партијата. Не дека се работеше за несогласности. Се до тој момент се согласувавме за све. Кога отваравме тема за коалиционирање, господинот Таравари и јас се залагавме за да само одиме на избори. И одеднаш, после изгледа доби наредба од негде, а тој од негде, после изгледа господинот Мицковски, кој 3 недели пред тоа изјави дека ако Алијансата за албанците не се приклучи кон така наречената албанска опозиција, Алијансата за албанците ќе биде поделена на две крила. Од кај знаеше господин Мицковски. 3 недели пред да се случи тоа. Значи, после изгледа, следичи ги чекорите и настаните кои се случија, господинот Таравари е под директна наредба на господинот Христијан Мицковски на ВМРО ДПМН. Зошто? Треба тој да објасни. Значи, тој избегал партијата, да. Во политиката секогаш викам дека донесуваш одлуки со политичките алатки кои ги имаш во моментот. Јас не можам да донесам одлука со политичките алатки кои ги имав пред една година, бидејќи веќе ги немам, така ли? Така. Во моментот кога требаше како Алијанса за албанците да одлучиме, ние имавме само две можности.
да не учествуваме во избори, да бойкотираме или да не учествуваме, бидејќи немавме можност, печат немавме, или да се приклучиме кон една коалиција. И тоа беше одлуката донесена од страна на Централното собрание на партијата, да се приклучиме кон коалицијата Фронтот за Европа. Зошто токму ДУИ? ДУИ ја обвинуваат и за корупција и за криминал. Зошто токму ДУИ беше избрана за коалиција? Таму имавме понуда. Од другата страна немавме понуда. Таму каде што е прибежиштето на бившиот председател на Алијансата за албанците, мислам дека нема никаква логика, немаше ниту понуда, а нема и никаква логика сега ние од целава ситуација што се случи да се приклучиме кон таму, како прво. Како второ, не доаѓаше во обзир ние да се приклучиме кон, не знам, таква коалиција со овие опозиционери, бидејќи затоа сегогаш велам под наводници, не може да се каже дека опозиционери Изет Меджити кој 22 години е биден заменик председател на ДУИ и функционер и не знам 3 мандати граначалник на општина Чаир и сега ако промената кој тој го најавува е погледот што Чаир го има, извинете, ама тој не може да придонесе кон никаква промена, како пример. Другите политички актери кои се внатре во таа коалиција, во минатото секогаш ние сме имале соработка. Афрем Гаши 2020 беше со нас во коалиција. Вие сте свесни што се случи. Со даден збор и пишан договор дека коалицијата важи до наредните избори, до сега да се бара пак за да правиме ние договор, кога во ситуација кога се имаше такво барање, ние имавме договор во сила, кој 2 пати не беше почитуван од страна на алтернатива, еднаш кога избега од Алијансата за албанците и стана дел од владата, а пак не го почитува договорот кога Алијансата за албанците беше дел од владата и излегува. Сега да се бара пак да се оди со нив во коалиција нема никаква логика. А исто и со движењето БЕСА сме имале нефер однесување од нивна страна. За локални избори ние сме соработувале. Виж, знаете што се има случено. Имавме договор и коалиција за вториот круг избори 2017 и 2021. И ние помагавме каде што тие има кандидат за во вториот круг. Например, 2021 тие беа на втор круг во Тетово и Желико. Така. Ние бевме на 7 општини на втор круг. Тие ги победа и двете општини, бидејќи ние дававме збор и глас и нашите членови активно учествуваа во изборите, а од друга страна нивните членови по наредба на движењето БЕСА во сите општини каде што ние бевме во вториот круг работеа против нас. Значи нивната цел никогаш не е бидено да го победат ДУИ, него да ја уништат Алијансата за албанците. И нема никаква логика да се биде дел од таква коалиција. Од друга страна, јас никогаш не слушнав понуда која е. Од друга страна, понуда не треба да дават малите, него поголемите. А поголемите го ова сторија и Алијансата за албанците. И тоа беше една од дебатите кои го имавме со господинот Таравари, дека ако треба да се одлучи за некаква си, не знам, коалиција, дајте органите на партијата, Централното председателство треба да има понуда. Која е таа понуда? Пишана понуда, за која ќе се донесе одлука и после одлуката на Централното собрание се оди на Централното председателство, се оди конечно да одлучува Централното собрание. Таква одлука немаше се до денот кога се објавија листите за пратеници, не знам, кога беше 17 или 16 април.
И тоа е ситуацијата во која ние се наоѓавме во тој момент и без печати бевме доведени во ситуација или да не учествуваме на избори или да се приклучиме кон една коалиција. Ако се има предвид дека политика се прави со пратеници, да бидеш присутен во политичката сцена, мислам дека варијантата да не учествуваме во избори ќе одеше во прилог на сите тие политички поединци и партии кои сакат да ја снема алијансата за албанците од политичката сцена во Македонија. Тоа јас нема да го дозволам да се случи. Кога сме веќе кај корупцијата и кај криминалот, очигледно дека се потребни реформи, потребен е ветингот и се најавува. Можен ли е ветинг не само на судиите, туку и на именуваните лица во држава? Зошто да не е можно? Све е можно, бидејќи све се носи, закони се носат во собрание. Нормално дека ние како држава носиме добри закони и треба многу да се внимава како се спроведуваат тие закони. Тоа е друго прашање. А да се носи закон, мислам дека тоа треба да се случи што побрзо, а зошто да не и да се спроведува. Како да го спроведеме? Има Затоа начин. што поминати се години, меѓутоа Има начин, ама знаете што? Ние зборуваме како општество цело време за корупција и криминал. И секого кога ќе го прашаш дали си против тоа, дали си за да немаме корупција, да имаме подобро судство и така натаму, ние сегаш сме многу гласни дека да, корумпирано се политичарите и така натаму. Од друга страна и треба едно друго прашање да се постави. Колку ние придонесуваме за да немаме такви политичари? Колку ние сме чисти и како граѓани и како гласачи? Јас сегаш велам, немојте да очекувате некој друг да ја спроведе правдата, кога ние не ја спроведуваме правдата. Имаме и ние си правиме некаква си правда денот кога гласаме, како народ. Кога не ја завршиме нашата работа, зашто очекуваме некој друг да не ја заврши работа. Знаете што? Овој народ, ево, да зборуваме за ова ситуација. Со што заслужува ВМРО ДПМН? Според анкетите, да добива, не знам, подршка. Со што заслужува да се казни некој кои имат работено на крајот на краиштата Македонија денеска да биде посигурна земја, да биде членка од НАТО. И кој придонесува и беа спремни да гласат уставни измени, за да бидеме подобри соседи, да имаме повеќе пријатели во соседството и во рок од 4 до 5 години да бидеме рамноправна членка на Европската унија. Ако гледаме кај ВМРО ДПМН, све што прават ги рехабилитират сите тие што беа во затвор или тужени за корупција и криминал, и организиран криминал. Така е. Затоа, првиот суд треба граѓанинот да го одрази со свој глас. Или, друго прашање, што правевме ние како општество кога господинот министр за правда Лога, почнувајќи да работи за да имаме подобро судство, политички ценеше дека треба да се почне од Советот на суди. Во тој совет треба да се бара одговорност за сите суди. Кој излезе и да му дава поддршка на господин Лога. Само една година е министер за правда. 30 години никој не го има покренато тоа прашање. Затоа граѓаните ако сакат да има правна држава, ако сакат да имат
да немаат политизирано судство. Треба да дават и поддршка на кадрите кои знаат каде е проблемот и почнуваат да го решават тој проблем. Затоа, ево, Мислам дека сепак и политичка поддршка е потребна. Прво политичка поддршка за да може да се искорени, па потоа и граѓаните. Да, политичката поддршка кој го дава? Да. Граѓани. Па да, со изборот на гласање фактички. Во изборната програма ја разгледав на Европскиот фронт, она што го ветувате е премиер за сите граѓани, но во делот на инфраструктурата, она што ми падна во очи, тоа е дека се акцент е ставен на автопатот Скопје-Блаце и патот Титово-Призрен, меѓутоа не можев никако да го видам автопатот Кичево-Охрид. Тука под една ставка пишува автопати по коридорите 8 и 10Д, тука точно припаѓа Кичево-Охрид, меѓутоа го нема посебно. Дали ова значи дека се откажуваат од тој автопат или не? Не, никако. Сега не заради тоа што јас секој ден патувам по тој. Него, знаете што, автопатот Призрен Тетово нема некое друго име да се вика коридор, не знам 15 или не знам кој коридор, него Тетово Призрен се вика тој автопат, па така стои там, како што и другиот автопат. А автопатот Кичево Струга е или Охрид, да. Е во коридорите 8. Има ли шанси да се изгради? Затоа што со години само се гради. Прашањето треба да биде дали ќе се заврши. И да, јас мислам дека ќе се заврши. Алијансата за албанците е сериозна партија. Никогаш не ветуваме нешто што не можеме да стоиме до крај. Па затоа нашето учество во фронтот за Европа подразбира дека многу проекти кои се ведени во минатото ќе бидат и реализирани. Значи, почнувајќи од коридорот 8, нормално во инфраструктурни објекти има и железничката пруга што треба да биде дел од овој коридор, да се поврзете со Албанија. Поврзувањето со Албанија би подразбирало поврзувањето со свет, бидејќи многу ни е блиско и тука е морето, Драч, и другите пристаништа кои Македонија треба да ги искористи. И нормално и Албанија е многу подготвена за да помага на Македонија во тој поглед. И на таков начин и ќе се зајакнат добрососедските односи со Македонија и Албанија, што и така добро функционирале и во минатото. А од друга страна и Македонија ќе придобие многу повеќе на економски план од овие проекти, како што и коридорот 8, кој ги поврзува двете мориња, Црно море и Јадранското море. Тоа е концепт на коридорот 8. И Македонија да биде поврзана и со железничка пруга со Албанија во склоп на овој коридор, мислам дека тоа би придонело за Македонија голем економски развој. Со фондови, со пари од фондови европски би се градел или евентуално би се обезбедиле средства од буџетот? Или ова е прашање кое што се уште е рано да се одговори? Рано е да се одговори, ама без разлика. Средствата ќе се најдат од страна на владата, треба да се процени колку имаме ние можност од буџетот. Значи, знаете што, како што и во животот, како што функционират и самите организми, функционираат врз база на баланс, што треба да се држи. Така треба да ни функционира и државата. Треба да се држи баланс финансиски. Ние исто така во програмата и се залагаме и за долго да не биде повеќе од 60% од GDP-то на државата. Па затоа не можеме да кажеме точно дека овие проекти би се финансирале исклучиво од буџетот, бидејќи на таков начин треба таму да стои дека ќе се подигне ДДВ-то или не знам
други даноци кои треба да ги плаќат граѓаните. Ние не сакаме да удираме во џебот на граѓаните, него сакаме да го кренаме стандардот на живење во Северна Република Македонија. Се залагаме до 2028 просечната плата да биде помеѓу 900.000 евра, за да полека, постепено ги стигнеме и се приближиме кон стандардите на Европската Унија, кој е една од столбовите на нашата програма и тука се надевам дека некој ден, ако веќе како што почна и да имаме друга ситуација околу платите во Македонија, полека нашите млади кои си заминале во минатиот период постепено да почнат да се враќат и да си живеат во нивната татковина. Ги споменавте даноците. Околу даноците во тој дел гледам планирате дебата за прогресивниот данок. Тој е данок за кој што беше отворена дебата и во изминатиот период. Се велите дебата во ред, меѓутоа со самата дебата идејата е да се воведе прогресивниот данок? Слушајте, програмот треба да се сваќа во целина на Европскиот фонд. Ние еден од нашите столбови во програмата е рамковен економски договор. Така ли? Сега да зборуваш за економија и без и да се залагаш да имаш некој рамковен договор за економија. И дел од тој рамковен договор да не биде и начинот на одданачување на граѓаните, мислам дека нема логика. Па затоа стои дебата околу прогресивниот данок. И со научната фела, и со бизнес заедницата. Тоа е идејата и на оној многу важен столб на нашата програма, што е економски рамковен договор. Да. Како прво, ајде да ставиме крај еднаш за секогаш за избори, сакаме да бидеме големи патриоти, повикувајќи дека од Струмица па до Струга, од не знам каде до каде е цела Македонија и така натаму. Ама колку таа Македонија еднакво се третира во Охрид и во Струга, сите граѓани знаат кога одат на прошетка и туризам во Охрид и кога одат во Струга како е инфраструктурата. И ако правиме проценка колку е инвестирано таму од буџетот на државата во Охрид и колку во Струга, овие факти ги знам бидејќи сум бил и градоначалник, ќе се гледа дека друг третман има Охрид и друг третман има Струга, нели? Затоа овој рамковен договор економски треба да се има предвид и ова. Значи да се гледат регионите за рамномерен регионален развој, што не треба таму да стојат само вахати. Не треба само да бидат, не знам, има ние еден си закон кој се совпаѓа со законите на Европската Унија, бидејќи Европска Унија многу инсистира, има таква поделба на региони, економски развојни и така натаму, и ништо не придонесуваме како држава за да имат буџет и региони и да немаме разлика на развој помеѓу регионите. Значи, се знае дека разликата е многу голема помеѓу Скопскиот и Полошкиот регион. Инвестициите по глава на жител многу се поголеми на Скопскиот него на Полошкиот регион или не знам и другите региони. Затоа треба еден договор вака за да развојот да го гледат сите граѓани на оваа држава. И инфраструктурни проекти, како што се автопатишта, така натаму, ама и други специфичности. Пример, кој се дели буџетот, југозападниот регион, специфичност, економска специфичност и туризм. Треба да се инвестира во туризм во тој регион, Струга, Охрид, така натаму, Преспа, Ресен. А ако Вардарскиот регион специфичност, не знам, земјоделието, таму треба повеќе да се фокусираме во земјоделието. Значи, сите се овие теми на тој економски рамковен договор кој треба да го донесеме, а меѓу кои и начинот на дали треба да имаме прогресивен данок
Затоа стои дебата околу прогресивниот данок. Треба да се зборува и со бизнисот, и со експерти. И во минатото имаше такви понуди од страна на господинот Заев. Знам дека многу беше гласен околу ова тема, па после излезе дека финансиските анализи не дозволуваат такво нешто и остана на тоа што е равномерен данок, што е специфичност на десничарските партии. И сега, дел од дебатата, затоа стои дебата, видичи внатре во нашиот Европски фронт има повеќе политички партии. И ние, например, како Алијансата за албанците, имајќи предвид дека сме десно ориентирана политичка партија, ние сме за равномерен данок, а ние сме за прогресивен. А од друга страна, треба да се гледа и кои се спецификите на државата. Бидејќи по професија сте лекар, не можам да не прашам. Значи, дел од програмата е интеграција на Универзитетскиот клинички центар во Скопје и трансформација во новиот здравствен комплекс. Тоа е едно, да речем, нереализирано ветување. Како планирате да го реализирате? За волја на вистината треба на државата и треба нов клинички центар. Не само клинички центар во Скопје, него ни требаат повеќе објекти низ државата. Во Струга треба нови објекти, тоа е пишано во програмата, во Кичево исто така треба да се заврши. Тетово се работи. Нашиот министер за здравство кој доаѓа, како беше директор во клиниката во Тетово, направи чуда таму за многу кус период. И вие можете да одите и да го гледате, да не мора да зборуваме. Клиниката во Тетова има нов изглед за 6-7 месеци. Све е како што треба, уште се работи и мислам дека ние имаме капацитети со нашите кадри, докажани кадри. Клиниката во Тетова е само еден пример како можеме ние да работиме, како кадри од Алијансата за албанците. И такви примери ќе има и за другите клиники. Штип, Струга, ќе се развие концептот на регионални здравствени установи, клинички болници за да дават услуги на граѓаните да им биде што поблиску таа услуга. Прашањето беше како ќе постигнеме да изградиме нов клинички центар. Да, Мајка Тереза, затоа што во моментот имаме реален проблем. Постојат можности, не заборавајте дека една од главните наши столбови е членството во Европска унија. И нормално дека тоа членство и отварање на кластерите за членување во Европска унија подразбира и повеќе фондови. Тоа е концептот за членување на Европска унија. Колку што си поблиску, толку повеќе фондови за да се постигне еднаквоста до негде со земјите членки на Европската унија. И мислам дека може да се постигне. За влез во Европската унија сепак не се потребни сега, колку сум информиран, постои проект, постои идејно решение како би изгледало и локација и така натаму. Но до друга прилика. За влез во Европската унија не се потребни уставните измени. Знаеме какви се политичките релации. Можни ли се уставни измени пред формирање на владата? Или е тешко изводливо? Не е тешко изводливо. Јас, знаете што, имавме една средба пред Нова година со новинар. И таму имав едно прашање што ќе правите со уставните измени после избори. Мојот одговор беше тогаш дека јас сум за идејата да нема влада се додека не се прават уставните измени. И мислам дека сега гледам дека сите политички актери го употребуваат. Значи, прво уставни измени и така, дебатата околу уставните измени е завршена, треба само да се гласа. Ние, кога ќе се направи новото мнозинство, треба да се седнеме и да ги гласаме тие уставни
измени. Од формален правен аспект нема никаков проблем. Значи, тоа фактот што ќе се случат избори не значи дека ќе имаме нова држава. Истата држава и продолжува цетниците од минатиот состав на собранието. И ние можеме да ги гласаме уставните измени, тој би бил услов за креирање на нова влада. Значи, без уставни измени треба да ни биде јасно. Веќе не е тоа спор со Бугарија, него тоа е уставните измени се веќе е спор со Европската унија. Да, со 27-те земји членки, за тоа што преговарачката рамка веќе... Предлогот за овој компромис кој се донесе беше така наречениот германско-француски предлог, кој ние го поминавме во собранието на Северна Република Македонија. И сега, тоа е услов. И треба да им биде јасно на сите граѓани. И треба да им го кажат на сите политички актери, кои одат и пред нив им велят дека ние, ако ги добиваме гласовите и мнозинството, ќе го промениме, не знам, договорот и така. Тоа е услов. Или го прифаќаш, или треба да кажеш, да изиди да кажеш дека не си за членство во Европската унија. Тие се само двата патишта. И сега сите политички актери кои излегуваат пред граѓаните со програма за членување на Европска унија, треба да бидат спремни првиот ден кога ќе се состави новиот парламент да гласат за уставните измени, да продолжуваме. Мислам дека руската агресија во Украина донесе олеснителни околности околу за членување во Европската унија на земјите на Западен Балкан. Ние треба да го искористиме овој момент, веќе многу полесно ќе ни биде за да бидеме рамноправна членка на Европската унија. Како го коментирате повикот на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за национално единство, обединување? Знаете што? Председател на партија има право да повикува обединување околу програма и платформа. Сега што подразбира под национално е друга тема. Подразбира, да се вратиме на оние термини кои ги имаме во екс-систем. Подразбира само се ги повикува само една националност или ги повикува сите етнички заедници, како што сега стои во уставот. Значи треба да појасни, ако се повикува на национално обединување само на македонците, мислам дека греши. Значи тоа национално обединување ќе донесе до национално делење, што не е здраво за никоја етничка заедница, а ниту за државата, а ниту за регион. За жал, тој треба да дава објаснување. Дали ова е под наредба на некој, дали сили кои сакат да гледат дестабилност во Македонија дава такви наредби за да има таков политички дискурс во политичката сцена сега за овие избори. Тоа е штета за секој граѓанин. Ние како политичари треба најпрви да размислиме како луѓе, како родители и одговорно треба да се однесуваме и во политиката. Уште едно прашање за крај. Носител сте во петата изборна единица. Колку пратенички места како партија очекувате да освоите на овие избори? Како коалиција? Во коалиција сме? Па, знам дека сте во коалиција, да. Сега прашувате како партија во коалицијата? Да. Само во изборната единица 5 или? Комплет. Како представници во собранието. Мислам дека Алијансата за албанците, јас сум носител во петата изборна единица, Алијансата за албанците минимум 5 пратеника ќе ги освои како резултат на гласовите што ќе ги земам од страна на граѓаните, но сега тоа пак зависи од граѓаните. Тие се тие кои гласат, тие се тие кои дават поддршка
И во зависност колку бројки ќе земе Европскиот профронт, толку повеќе ќе имаме и ние пратеници како Алијансата за Албанци во коалиција. Господине Сила, ви благодарам на денешното интервју и што ја прифативте поканата да бидете дел од серијата интервјуа што ми ја ги прави во пресрет на парламентарните избори. Благодарам за можноста и поздрав до вашите гледачи. Ви посакувам све најдобро. Почитувани, ова беше интервјуто со лидерот на Алијанса на албанците Зијадин Села.